Следете ги политичарите по тоа што го создаваат за вас, по тоа што го работат, по тоа што работат да го подобрат вашето секојдневие, по тоа што се обидуваат да ви отворат повеќе можности и шанси за вас и за вашите најблиски. Така наскоро до октомври, на Прилеп ќе почне да му се случува американскиот гигант во автомобилската индустрија Гентерн, кој со инвестиција од 20 милиони евра планира 2000 нови работни места за прилепчани и за луѓето во оваа општина и околните општини. И кога сме веќе кај инвестиции кои доаѓаат во Прилеп, да ги споменам и да потврдам за германската фирма Акомпласт, која отвара фабрика за производство на компоненти за автомобилската индустрија. Технологија со импрегнирање, се работи за компанија која спроведува висока технологија, со почетна инвестиција од неколку милиони евра и 250 директни нови работни места овдека од Прилеп и Прилепски. Првите вработени ќе бидат пуштени во наредните 1 месец на доусовршување во матичната фирма во Германија. И за уште една потврда, а тоа е за инвестицијата на италијанската компанија која ја носи, како и оваа преходната, министерот Бил Павлевски, се вика Бизиен Бузи, која одлучи да инвестира во Прилеп во производство на расветни тела и која на самиот почеток ќе вработи 50 лица, а во период од 2 години ќе вработи над 100 директни вработувања. За компанијата се потребни млади кадри кои го познаваат англискиот јазик. Американската компанија за производство на етанол, која самата објави планови за влез во Прилеп, се уште макотавно работи на подготовка на предусловите за да ја почне инвестицијата која ја најави за 2016 година, која што по реализацијата ќе ангажира околу 2000 луѓе.